Јас ќе кажам едно мое искуство баш сега кое ни се случува. Се случуваат уставни измени во моментот во Република Македонија и заради тоа што ние како заедница воопшто немаме пристап до мејнстрим медиумите. Мене лично новинари ми имаат кажано уште од пред неколку години дека сум blacklisted. Кој ги прави тие црни листи? Blacklisted. Така да воопшто немаме пристап до мејнстрим медиумите. Ние одлучивме, затоа што не постои јавна дебата, нема никакви информации. Еднаш само кога во собрание имаше јавна расправа, тогаш известија мејнстрим медиумите, иначе тоа не постои, а ние устав менуваме. Една група е посебно таргетирана со овие измени, тоа е ЛГБТИ, и ние одлучивме да отидеме на локални медиуми и почевме да договараме по градчињата низ Македонија на локалните медиуми. Договоривме некаде 10 интервјуа кои ги спроведивме во 3 дена и тоа беше доволно веројатно да стигне информацијата дека ние кога не можеме на мејнстрим медиумите одиме на локално ниво. Веќе од 4тиот ден не можевме да договориме ниту еден медиум на локално ниво. Значи Прилеп испадна дека е Њујорк. Нас ни кажа во прилепската телевизија дека до средината на ноември тие се пребукирани. Дека нема 5 минути во програмата. Од КТВ на Буби кај нас му кажа, кога го спроба да договори интервју, од КТВ телевизија во Кавадарци му кажа ние не поддржуваме обратни, ако сака да дојди Кочо и да збори како што збори владата може, ако не, не може. Ова директно на телефон му го кажа. Ни 5, ни 6, ни дека име полна програмата, него директно, ние не поддржуваме обратни и ако сака да збори како владата може, ако не, не може. Ова е од пред една недела искуство и сакав да го споделам само за да кажам ова е ситуацијата во Република Македонија. Уставните измени на локално ниво кога одев во тие телевизии, па новинарите не знаеа, камоли луѓето таму во тие градчи. Тие не знаат дека се менува уставот, луѓе. Какво информирање?